Ола. Значи сега е моментално 12:10 после полноќ и јас сум тука и спремам ужина за утре за на работа. И за Нашко, за сопругот и за децата. Често пати знам да слушнам као ај шо се замараш, дај им по 100 денари, нек се купат по една баничка, немам друга работа. Јас навечер што касно ќе им спремам на нив јадење, но за мене тоа е изразување на љубов. Пошто така знам дека имат здрав оброк за утре за да јадат. И да, големи се кај мене децата, едни одат на работа, други одат на школа, но така знам дека јас од дома сум спремала здрав оброк. Пред испаднато дома сите, секој сам си имате шејк, чај, алоe од Herbalife, витамини за мажи, за жени, омега, тоа секој сам си го тера. И тука у шанкот, у кујната ни стоат на шанкот, секој си го зима својот оброк за Нашко и за на работа. Вака сега ќе ви завртам. Еве, јас моментално спремам ладни сендвичи со интегрален леп и унатре ставам сенф, ставам благолут сос малку за вкус, ставам зелена салата, ниско маслено сирење, варени јајца со тоа што жолчката не ја ставам, пилешко месо и ниско калоричен мастен, ниско мастен павлака со 0% масленост. И вие и високо протеински, 10 грама протеин има. А малку јаглехидрати, шеќери има 3,3. Така да и само си ги редам и ставам од доле марула, од горе рукола, домашна не е марулата и руколата, од дворот ја бериме, затварам и у кесенце ставам. И вака секој си го зима своето јадење. Така да грижата за себе не е обврска, туку е љубов. И спремањето на здрава храна, на здрав оброк, е љубов. Не е режим, не е казна, не е забрана, тоа е љубов. Ви посакувам добра ноќ и секој да научи да се сака себе си. Чао!